Судските пресуди за Заев и Груевски ја тресат јавноста. Реакциите на граѓаните ги преплавија страниците на социјалните мрежи на топ тема на ваша страна. Стефанија Анастасова напиша: Груевски ја заслужува пресудата, но не сум убедена дека премиерот е за ослободителна пресуда од тоа што го слушнав од снимката. Судиите се исти, само премиерите се сменија. Олга Миновска бара да се чуе цела снимка за Заев, не монтирана, за се да биде јасно. Зоран Ивановски вели, адвокатот на премиерот ја бранеше ослободителната пресуда со фактот дека немало подкуп без размена на добра или пари. Во случајот со Груевски Мерцедесот беше и се уште во државна собственост, па не гледа разлика. Роберт Милевски едноставно коментира дека се одвива според планот. Срболјуп Татарчев иронично напиша: и Дуле Млекарот добија ослободителна пресуда. Александар Поповски изрази став. Случајот подкуп е миниран од Зврлевски со јавното објавување на куририте, а пресудите на ефективни затвори на случаите на СЈО е потврда дека Македонија се движи кон Европската унија со одлучна борба против криминалот и корупцијата. Никола Јовановски прашува има ли независно судство, затоа и сме таму кај што сме. Големите кримоси се извлекуваат со ослободителни пресуди или минимални пресуди. Златко Панев вели: се додека не се оформи посебно оделение за гонење криминал и тоа до осамостувањето до денес и гонење на незаконски стекнати имоти и пари, тешко дека ќе се поврати до вербата во судството. Покуси не останаа ниту твитерџи. Ацо Мерако вели: имаме правосудство каде снимка од овластен орган е нелегална. Обвинетиот тврди дека истата е доказ за неговата невиност, а баре и судот прифаќа таа снимка или доказ да се иземе од предметот. Од друга страна, имаме пресуди донесени со нелегални докази. Правда, нема што. Тинг Тантер напиша: правдата е спора, ама достижна. Силјан Штркот вели: за Груевски уште не се знае, има право на жалба.